Пред речиси 2 децении во Штип започнува една претприемачка приказна која денес има глобален дострел. Од првите чекори во светот на e-трговијата до развој на иновативни решенија со вештачка интелигенција, кои денес им помагаат на онлайн продавниците во САД, Панама, Филипини и други пазари, патот на Игор Илиевски е доказ дека големите идеи може да се родат и да растат токму овде. Во ова видео интервју, снимено во Штип, градот каде што се започна, разговараме со Игор за претприемништвото, за предизвиците и лекциите од речиси 2 децении меѓународно искуство во e-трговија, како и за создавањето на Amenexia, AI шопинг асистент, кој се однесува како вистински продавач и веќе им помага на големи компании ширум светот. Погледнете ја инспиративната приказна за тоа како визијата, упорноста и континуираното учење може да изградат компанија со светски досег без никогаш да се заборават сопствените корени. Овде почнав се од подрумот на дедо. Градење на сајт, учење, грешење, градење на тим. Тимот го изградив од овде иницијално. Тоа беа студенти од УГД. Деца кои што во исто време како што тие учеа e-commerce од мене, јас учев како да градиш компанија заедно со нив. Така да многу е символично и е еден доказ дека и од овде Штип може да биде една почетна точка за да изградиш нешто надвор од светот. Штип Македонија не мора да биде едно ограничување, зборам за пред 20 и кусур години, не мора да биде ограничување да твојата визија стане реалност. Ако имаш визија, имаш дисциплина, учиш, градиш, си постигнал. Amenexia во кратки црти е AI продавач за e-commerce. Сега што значи тоа? Тоа е еден гап кој што го идентифициравме со 20 плюс 20 години работа во e-commerce. Например, кога одиш во продавница, секогаш некој ти доаѓа, ти помага, имаш прашање, сакаш да ја смениш мајцата, ти дава друга поголема, помала, ја пробуваш, ти дава друга боја. Се со една намера, да ти помогне да купиш. Во e-commerce тоа не постои. Постојат чатботови, постојат customer support кои што можеби не ги знаат продуктите. На крајот се е продавање. AI помага во тоа. Amenexia е еден AI продавач кој што е трениран, ги знае деталите за продуктите на онлайн продавницата, знае како да продава и му помага на купувачот да купи полесно. И е интегриран најмногу во Њу Јорк и во Панама. Овде во Македонија полека го развиваме и го шириме едноставно знаењето за e-commerce и што значи да имаш AI продавач во e-commerce-от. Типовите на бизниси може да рангираат од продавачи, ритейл продавачи на научари, пак до технологија, електроника и така натаму. Нема некое ограничување во врска со какав тип на продукт продаваш, има врска во каква технологија позади каква технологија е твојата онлайн продавница е изградена. Во кратки црти моментално поддржуваме WooCommerce, поддржуваме Shopify, а BigCommerce и работиме на една од најстарите платформи да изградиме поддршка за Magento. Вообичаено секој успешен бизнис почнува со решавање на некој проблем. Кој проблем го решава Amenexia? Проблемот кој што го влеговме во бизнисот, а и ден денес е истиот. Како да се зголемат онлайн продажбите. Пред 20 години работевме на оптимизација на вебсајтот, работевме на дигитал маркетинг, работевме на оптимизирање на вебсајтот за Google, Bing, Yahoo, тоа време и така натаму, се со една цел, да се зголемат продажбите на e-commerce вебсајтот. Денес со Amenexia се уште го решаваме истиот проблем со тоа што нудиме едно ново решение за автоматизирана корисничка поддршка. Amenexia помага отприлика 7% изголемување на продажбите кои што вебсајтот ги има без live chat customer support, каде што нуди автоматизирана корисничка поддршка која што директно ефектира на зголемувањето на онлайн продажбите. Што значи тоа? Нормално еден e-commerce вебсајт има отприлика 2% продажби. Од 100 корисници, само 2% купуваат луѓе.
Тоа се кастомери, корисници, клиенти кои што доаѓаат прв пат на сајтот, односно нови корисници. Другите 98% имаат прашања, имаат сомнежи дали да купат, дали продуктот е добар, ќе функционира, нема да функционира, дали може да го вратат ако не функционира. Тие корисници, тие прашања пустуваат на ботовите, без разлика дали се чат ботови или се вистински корисничка подршка. Тоа се прашања кои што секогаш резултираат со продажба. Ако се одговорени на време, ако некој на вистина добро ги има одговорено, од моје искуство и од искуство на мојот тим, од прилика дополнителни 5 до 7% на тие прашања одговорени конвертираат, односно резултираат во продажба. Игор, како се добива доверба од клиенти во САД и воопшто на странски компании, кога една компанија доаѓа од Македонија? Тоа беше еден од најголемите предизвици кои што ги имав уште на почетокот. Македонија во тоа време беше држава која што е поствојна држава, после војната во Југославија. Довербата во државата првично како држава, второ и побитно како држава која што има историја на технички иновации, има историја на инженери, на програмери, не беше случај. Така да најголем проблем, најголем предизвик беше да ја позиционирам под мојот тим, под самата држава, самата визија, перспектива за Македонија како држава која што може да и веруваат. Како го тоа постигнавме? Проект по проект. Завршување на време, според спецификации, според договорено, па дури пред време, односно испочитување на нашите договори. Еден клиент по еден клиент, така се ширеше од збор на збор, сајми, конференции, се додека довербата беше не стигна на ниво каде што клиентите почнаа да не бараат нас. Аменексија е жив продукт кој што луѓето го користат во Америка, во Панама, еве полека и во Македонија. Визијата моја е поголема за Аменексија од еден обичен продавач во e-commerce, но во оваа фаза работи и функционира на многу вебсајтови. Македонската интернет трговија е во пораст, но се уште се соочува со бројни предизвици и голем простор за раст. Има ли простор за Аменексија на македонскиот пазар? Аменексија не е наменета за македонскиот пазар. Јас сум сосема свесен дека Македонија е премногу мал пазар за да може Аменексија да биде еден голем успех. Но Аменексија за мене има една цел. Првата цел ми е да помогне на младите ентрепренури кои што денес пробуваат на ваков или таков начин да продадат нешто онлайн, да имаат свој мал бизнис, тоа го прават преку плаќање, продавање преку WhatsApp, преку Facebook или на некои сајтови на кои што немаат директна достава, немаат директни плаќања. Тие млади ентрепренури, како што јас бев пред 20 кусур години, ако имаат успех на нивниот мал вебсајт, тие млади ентрепренури утре ќе имаат компанија во Македонија, во Балканов, па можеби во светот. Целта зошто ја промовирам Аменексија во Македонија е за да се помогне на младите ентрепренури во Македонија да можат полесно да го развијат својот бизнис и да научат како функционира e-комерсот и тоа знање да го искористат да пораснат во една глобална компанија. Работите во денешно време се менуваат на вистина со брзина на светлината, но имате ли некаква проценка како изгледа иднината на e-комерц? E-комерсот ќе продолжи да расте. Секој пат ќе постои. Луѓето преферираат да можат да купат онлайн, наместо да губат време во сообраќај, да одат по продавници за да завршат обична порачка. Во Соединетите американски држави пример е многу трговски центри почнаа да се затварат уште пред 7-8 години. После ковидот трговските центри останаа празни. Големи компании кои што имаа продавници, ритейл продавници во многу локации, пример ќе ја спомнам Toys R Us кој што не вложија во e-commerce, не само што го изгубија прединството како бројна компанија за играчки за деца, едноставно го изгубија пазарот и во своите ритейл продавници каде што луѓето преферираат да купат играчка за деца на Амазон или на eBay. Така да e-комерсот ќе продолжи се повеќе и повеќе да биде
користен од корисниците, од клиентите. Можам да кажам дека сме многу далеко од тотална доминација на e-комерсот, каде што најкористен е во Соединетите американски држави и во Европа. Другите држави се уште учат и влегуваат во тој систем на доверба. Што значи систем на доверба? Ќе го земам пример Македонија. Во Македонија e-комерсот може да кажем слободно дека е 10 години позади каде треба да биде. Луѓето немаат доверба да ја извадат својата кредитна картичка и да платат онлайн. Тоа е број 1. Број 2, луѓето немаат доверба во доставувачите на e-комерсот. И по 3, луѓето немаат доверба во самите компании. Се уште продажбите се случуваат преку Facebook, преку WhatsApp, на некој начин да се продаде нешто. Никој не размислува дека сето тоа може да биде еден сериозен, scalable, растички бизнис, каде што како што имаш ритейл продавница, треба да имаш и онлайн продавница. Каде ја гледате Amenexia за 10 години од сега? Amenexia во моментот е AI продавач во e-commerce, додека визијата Amenexia да биде една платформа за e-commerce. Тотално независно од било кои други платформи. Додека го градиме таа платформа за e-commerce, да Македонија ја ставиме на мапата, каде што како мала држава која што го решава e-commerce проблемот кој што никој друг во светот го нема решено, и да конечно Македонија се стави на мапата на држави со e-commerce технологија. Да, прво е втемелување на Amenexia во секој e-commerce, во се повеќе e-commerce вебсајтови во Македонија и во светот, додека вториот чекор е прераснување на технологијата на Amenexia од AI продавач во AI платформа за e-commerce, каде што луѓето, односно e-commerce бизнисите ќе ги постават своите продукти и целиот процес на маркет, целиот процес на оптимизација на интернет претржувач ќе биде потполно автоматизирана од Amenexia. Автор сте на книгата The Big Pain Trust Without a Structure, која однеодамна се продава на Amazon. Што значи доверба без структура и колкав дел од книгата всушност е ваш личен дневник на предприемачките успеси и неуспеси? Идејата дојде од бев на држав предавање во Доминиканска република како дел од мастер-класот на Најджел Томас. Го заврши говорот, зборувавме за системи, за процеси, за градење, како се решаваат секојдневни проблеми во компанија со цел да се таа компанија да ги изголеми продажбите и да продолжи да расне. После говорот многу млади луѓе ми придоа, ентрепренури 20, 25, 30 години, ама не придоа за да ме прашаат како се градат системи, затоа може да прочитаат секаде. Тоа да ме прашаат како се решаваат проблемите кај самиот лидер, каде немаш време да разговараш со најмилите, немаш како спиеш навечер кога немаш доволно пари да ги платиш, да пуштиш плата, како ги решаваш проблемите со клиенти каде и со тимот каде што имаш доверба, но луѓето едноставно не ги следат процесите и системите. Така да во тој момент дојдоа со прашања кои што јас не дека ги знаев одговорите, ги имам читано некаде, јас тие одговори живеев долги години. Сватев дека морам да го ставам на хартија, да го ставам тоа искуство и знаење, за да идните генерација, особено во млади луѓе од 20 до 30 години, ентрепренури кои што почнуваат и кои што нема никаков проблем да почнеш бизнис, да функционира, да имаш плаќања, да имаш вработени. Проблемите настануваат кога бизнисот е успешен. Како понатаму? The Big Pain Trust Without Structure е non-fiction книга, бизнис која што е фокусирана на процеси, системи, структури, како еден бизнис да може да расте. Книгата ја топло препорачувам на секој млад ентрепренур кој што почнува или веќе е во бизнисот, не мора да e-commerce бизнис, каде што има процеси, како се градат системи, кои процеси се најбитни за развивање на една компанија и мојот пат кој што можеби ќе го применат или ќе најдат некоја ука или поука, каде што тие самите може да си добијат
еден мајндсет кој ќе ги помогне да својата компанија ја водат подобро и бидат подобри лидери.